Добар ден, ве поздравувам во името на екипата од Фактор Здравје со многу позитивна енергија и свежа доза на нови информации. Знаете стандардно и проверено дека во живо и денеска ќе имате можност и вие да ни се придружите во емисијата, а за почеток дозволете ми првата доза на информации да ви ја представам во рубриката Истражувањата докажаа. Во оваа прва доза на информации ќе се запознаете со фактите од едно истражување кое што го направи група на научници од медицинскиот факултет при Универзитетот во Цирих, Швајцарија. Мразот постои во многу различни форми, иако ние вообичаено имаме контакт само со едната негова форма. Научниците од Универзитетот во Цирих, Швајцарија, се запознаени со околу 20 различни молекуларни видови на мраз. Некои се езотерични и ретки, а некои постојат само во компјутерските симулации, а трети пак само на далечни планети. Во нов експеримент кој што го направија медицинарите од Медицинскиот факултет во Женева, научниците успеале да креираат вода која никогаш не замрзнува, дури и на температури близу до апсолутната нула или минус 273,15 степени Целзијусови. Преку нано ограничување на водените молекули со помош на синтетизирани мембрани базирани на липиди, истражувањата и истражувачите од Цирих сушност докажале дека тоа е возможно макар и со симулација. Ние денеска во Фактор Здравје нема да симулираме, туку во живо повторно ќе ви предочиме и презентираме нова можност за заедничко комуницирање преку темата, преку која повторно се надевам од една страна ќе го подигнеме нивото на свесност за превенција за здравјето, а од друга, доколку го имате проблемот поврзан со темата, верувам дека современата терапија и начини на комуницирање ќе ви овозможат побрзо и поедноставно да го решите тој проблем. Конкретно кажано, ќе зборуваме на тема камења во бубрезите, а оваа тема ќе ја презентираме преку разговорот од научен и стручен аспект пред се и практично искуство на доктор на медицински науки Маја Милованчева Поповска, субспецијалист нефролог од Промедика од Скопје. Докторке, добар ден, добро дојдовте и како се чувствувате? Добар ден, Илија. Во вашето студио секогаш добро се чувствувам. Ова е втор пат како гостувам во оваа нова средина на новото и нова студио. сценографија. Нова сценографија и со пријатна екипа, пријатни луѓе. Тоа е најважно, луѓето ја прават атмосферата. Сигурно, вие лекарите давате решение за проблемите, така и денеска на темата камење во бубрезите ќе зборуваме. Кратко само за почеток, колку е честа оваа појава и дали преваленцата во однос на половата застапеност доминира кај жените, односно мажите? Бубрежните камења, да кажеме општо, иако тука имаме разлика, ќе зборуваме подоцна малку за тоа како ја правиме разликата, или нефролитијаза, затоа што постои уролитијаза, е релативно доста честа појава на секаде во светот и секаде во светот се јавува. Има само многу мали парчиња од светот каде што е помалку застапено, а тоа е во Гренланд и на некои крајбрежни места во Јапонија. Инаку преваленцата е иста кај горе-доле сите народи и независно од етникумот, расата, националностите. Начините на живот сигурно да, и навиките. Тука има многу ризик фактори и многу влијанија, но преваленцата од 1 до 2% за хоспитализации, значи за тие луѓе што се јавуваат, бидејќи не сите што имаат камчиња во бубрезите знаат дека имаат и не сите се јавуваат, имаат потреба да се јават на доктор. Така да се многу е тешко хоспитализираат. да се каже точно која е бројката. Зависи од системот на регистрација исто во многу земји. А што се однесува до полот, почесто е кај мажите и тоа е генерално насекаде во светот, почесто кај мажите. Најчесто се смета дека односот мажи-жени е 3:1. Да, ви благодарам за овој воведен дел, а вие доколку имате интерес останете со Фактор Здравје и придружете ни се со ваше присуство пред екраните и јавување на двете понудени телефонски линии.
Со доктор на медицински науки Маја Милованчева Поповска, субспецијалист нефролог, денеска зборуваме на тема камења во бубрезите, а вашиот интерес и отворената покана секогаш до вас е добродојдена, претпоставувам за вас, а ако е така докажете ни со ваши јавувања на 6091-924 и 6091-925. Кажавте дека оваа појава е присутна буквално на целата земјина топка, Гренланд и некој крајбреже на Јапонија, ги кажавте каде што не се појавува и мажите 3 пати во однос на жените се повеќе афектирани или погодени со оваа појава. Кои се причините за појава на камењата во бубрезите и ако ние мажите сме по автоматизам попредиспонирани, има ли возрастна категорија која што е најмногу погодена? Најчесто камчиња во бубрезите се откриваат помеѓу 20-та, 30-та и 50-та година, иако тие може и претходно да се создадат, меѓутоа ние тогаш ги откриваме. Бидејќи има една голема популација на луѓе, како што спомнав, кои имаат камченца или песокчиња, како што ги викаат, или кристали, а кои немаат никакви симптоми, никогаш може да не се ни откријат. Едноставно си седат во бубрезите. Бидејќи спомнав два термина, нефролитијаза и уретеролитијаза, да појасниме. Да ги разграничиме, да. Да. Бубрезите се место каде што се создаваат камченцата, бидејќи таму се создава урината. И камченцето потоа од бубрегот може да се симне надоле по патиштата, значи во уретерот, во тој канал што го поврзува бубрегот со мочниот меур и да продолжи да расте, односно да застане негде во тој пат, во уретерот, во тој каналот, или пак во бешиката, каде што има дополнителни фактори за да продолжи тамо камченто да расте. Меѓутоа секогаш се создаваат прво во бубрезите камченцата и потоа се спуштаат надоле по патот и може негде да застанат на друго место. Кога зборуваме за камченцата, можеме да кажеме дека може да постои едно, значи да е само едно, или пак да биде повеќе камченца. Може да се само од една страна, значи унилатерални, или пак може да се од двете страни, билатерално во двата бубрега да се зафатени. Потоа, кога правиме разлика, можеме да зборуваме дека постои мало камченце, песокче, кој може и спонтано да се измокри. Бидејќи имаме мали камченца, како кристалчиња, што се тие, што како песокчиња што ги измокруваат, кои се од 5 мм. Таквите мали камченца може спонтано да се измокруваат. Меѓутоа, каменот може да биде и да расте и поголем, да биде сантим, сантим и по. Но најлоши, најопасни, најсериозни се камењата кои се струвитните, тие се или коралиформната литијаза. Кога постои еден голем камен што се создава во самиот бубрежно легенче на внатре во бубрегот. И тој ги ја поприма формата, значи на тоа бубрежно легенче и на тие каликси што го имаме. И тоа се вика одливна калкулоза. И тие се големи камења, и тие се многу сериозни, затоа што тие даваат и компликации, може да доведат до губиток на бубрегот и понатаму некои други работи. Ако го земеме или тргнеме настрана начинот на живот и генетската предиспозиција, кои други фактори придонесуваат за оваа појава? Генетската има повеќе ризик фактори тука кога зборуваме за настанокот на бубрежните каменчиња. Прво да кажеме дека урината, самата урина е еден заситен раствор. Значи, функцијата на бубрезите е да ја излачат вишокот на вода, меѓутоа и да се излачуваат и одредени минерали и соли со урината, кои нормално ги имаме. Дел од тие минерали и соли бубрегот повторно ги ресорбира, но има случаи каде што се создаваат услови да таа урина стане презаситена. Значи имаме повеќе минерали, повеќе соли. И ако има и други фактори, тогаш има зголемен ризик за создавање, односно тие таложење на тие кристалчиња. Бидејќи никогаш не станува збор само за еден ризик фактор. Најчесто е комбинација од повеќе ризик фактори, како и за сите други заболувања.
Значи мора да постои предиспонираност некоја. Едно е генетската Предиспонираност. бидејќи знаеме дека има фамилии во кои одат, нели? Во таа фамилија се појавуваат бубрежни каменчиња. Кај нас, на пример, е тоа во Охридскиот регион. Во Охридскиот регион имаме цели фамилии кои се оптеретени со бубрежни каменчиња. Некои ќе кажат во Скопје водата е тврда, па се создаваат бубрежни каменчиња. Но луѓе живеат овде и по 50-70 години, никогаш немале бубрежно камче, а ја пијат истата вода. Значи има повеќе фактори кои влијаат дали камченце ќе се создаде или нема да се создаде. Еден од основните ризик фактори е преконцентрирана урина, односно дехидратација, кога не се внесува доволно течност. А во многу случаи може да се создаваат такви услови. Работници кои работат на високи температури, тешка физичка работа, кога не се внесува доволно течност и кога имаме интензивно потење работа, луѓе кои одат на работа на Блиски Исток, Авганистан, Дубај, тамо каде што работат како градежни работници, тие се изложени тешка физичка работа имаме високи температури, интензивно потење и ако не се внесуваат доволно течности, не станува дехидратација, станува урината многу поконцентрирана и се создаваат услови да тие минерали и кристали и соли што нормално постојат во урината сега се насобираат и кристализираат. Имаме една презаситена урина која е предиспонирачки фактор за создавање на камченце. И сигурно тука директно како забелешка, превентивно и нормално како рутина и како навика треба почесто, рековте, да се пие вода за да таа концентрација на некој начин се разбие, биде поретка, се плакнат. Да. Што буквално да се плакне уринарниот систем. Или систем, да. Она што сакам уште да ве прашам, ако ги тргнеме настрана причините, рековте дека каменчињата доколку се до 5 мм големина спонтано се измокруваат, се изфрлаат, но што е со структурата? Кажавте дека минералите, солите се тие кои што, нели, ги прават тие, но каква е структурата на камчињата и дали таа детерминира нивно следење или понатамошно интервенирање доколку е потребно? Има камченца кои и поголеми, значи до 1 сантиметар може да се измократ спонтано, затоа што зависи и какво е камченцето. Има некои камченца кои се со боцки и тие, например, може потешко да се измокруваат, а некои се како бадемчиња со гладки ивици и кои лесно поминуваат низ бубрежните структури, односно низ каналот и се спуштаат во урината. Затоа што кога еднаш ќе се спушти во бешиката, многу често се случува да 80-85% од каменчината спонтано се измокруваат и воопшто не стигнуваат до лекар или хоспитализација и нема потреба. Што се однесува до структурата, има повеќе врсти на камченца од што се составени ние, но најчесто ги спомнуваме 4 групи на камченца. Едните се калциумски, потоа имаме струвитни, имаме уратни и цистински. Тоа е најголемата група на камченца што се создаваат. Најчести се калциумските каменченца. Во основа, значи, имаат калциум. И тоа се 75 до 85% од сите камченца што се создаваат или се изфрлаат се калциумски. Најчесто станува збор за калциум оксалат или калциум фосфат. Потоа се струвитните камченца. Струвитните се поврзани со инфекции и почести, за разлика што рековме другите камченца, што се создаваат повеќе кај машката популација, струвитните камченца се тие што се одливни или се тие коралиформните, големите камења, што рековме дека се многу сериозна состојба и тие се поврзани со појава на инфекции кај женскиот пол. Што значи струвитно? Тие се составени од амониум, магнезиум и амониум карбонат, каде што
имаме инфекција во основа. Тоа се хронични инфекции со бактерии кои се грам негативни, како што се протеус, псеудомонас, клепсиела, морганела, уреоплазма, уреолитикум, кои содржат еден ензим, уреаза, кој ја разградува урината, уреата што е во урината, и се создава амониум и карбонат диоксид. Тие после се поврзуваат со фосфатите и се настанува тој магнезиум амониум фосфат. И тоа се тие камења кои многу брзо растат и се создаваат како коралиформна литијаза, односно го добиваат тој облик на легенчето со каликсите на бубрегот, таа одливна калкулоза. И тие се рековме почесто кај жените и се поврзани со инфекција. Се додека постои инфекција, има услови за создавање на камчето и се додека има камче, има услови за инфекција. Така да тоа е еден врзан круг каде што многу тешко може да се интервенира, многу тешко. Тие брзо растат, брзо се создаваат и најчесто се потребни тамо сериозни хируршки зафати за да се спаси бубрегот, да се спаси животот. Да, и во овој прв дел од разговорот уште кажавте дека многу брзо растат и се развиваат тие каменчиња или камења во бубрезите, дали тие и кога даваат клиничка манифестација или клиничка слика, одредена болка или друг симптом кој што би ги натерал тие пациенти и лица да побараат лекарска помош? Дел од овие пациенти воопшто, например и со струвитните камења кои се создаваат рековме брзо, може да немаат никакви симптоми. И луѓето може да имаат камче и камче кое расте, не зборува само за 5 мм камченце, него и поголеми камчиња има од сантим, сантим и по 2, кои се така позиционирани во структурата на бубрегот, внатре во бубрегот, да не прават проблем. И пациентот може да ги има со години и тоа камченце да си расте. Тие камченца после ги следиме. Дури не се ни оперираат некогаш, не се ни интервенира хируршки кај нив. Тие се така заглавени, например, во самото ткиво, во самиот паренхим се вдлабнати или пак се во каликсите паднати тамо, и не прават никаков проблем. Ако нема чести инфекции, ако не создаваат инфекции, ако не растат многу брзо, не се движат, тие со години може тамо да останат без да има пациентот никакви симптоми. Но, нешто што многу често ние како доктори го гледаме и кога пациентот се јавува на лекар е бубрежната колика. Тоа е многу силна болка, пациентите ја опишуваат како болка при скршеница, болка при изгореница, како породилни маки, кога камченцето почнува да се придвижува. И тогаш се случува да од бубрегот камчето почне да се симнува по уретерот, значи по мочоводниот канал, до бешиката. И бидејќи тука има две колена, каде има колено едно каде што поминува тој уретер, што го прави кога излегува, на некој начин. Се свиткува. Може тука да се почувствува силна болка. Потоа следната болка, кажуваме, е кога влегува во бешиката. И еднаш кога ќе влезе во бешиката, тогаш викаме, аха, супер, сега останува уште еднаш да имаш болка, кога ќе помине низ уретрата, низ мочниот канал, за да се изфрли надвор од телото. Таа силна болка што се јавува се нарекува бубрежна колика и таа е последица на тоа придвижување на каменчето. Најчесто болката почнува од горе, од слабината, каде што се наоѓаат бубрезите. И како се движи камчето, така и болката шета. Оди кон напред, во мевот и се спушта надоле, скроз до препоните. Значи, може таа болка. Некогаш, ако камчето се заглави во бубрегот или негде горе, во горните патишта на тој канал, може да прави стоп на истекувањето на урината. Кога ќе направи стоп на истекување на урината, таа урина сега почнува да се собира внатре во тоа легенчето на бубрегот. И настанува застој, задршка или, што го кажуваме, хидронефроза.
Таа хидронефроза ја делиме во неколку степени и ако е мала, тоа значи дека каменчето е мало и многу лесно урината и се истекува. Покрај каменчето тоа се истекува урината. Да. Така да таа хидронефроза е малечка или прв степен. Но, ако камчето е големо, тогаш може комплетно да го запуши каналот, уретерот и да настанува бубрегот си работи нормално и станува тој се повеќе и повеќе запушен, односно се повеќе и повеќе се полни. Да. Благодарам за овој прв дел од разговорот. Ќе направиме пауза со блокот реклами, по кој што ќе ја продолжиме денешната тема камења во бубрези. Повикот до вас уште еднаш го упатувам за да ни се јавите и поставите денеска прашање или можеби споделите некое лично искуство на 6091-925, односно 6091-924. Ваша и моја гостинка овде во студиото е доктор на медицински науки Маја Милованчева Поповска, субспецијалист нефролог од Промедика од Скопје. Ги зборувавме и ги споменавте клиничките манифестации и клиничката слика, при која можеби клиничка слика е најургентно или потребно е да се побара лекарска помош и како понатаму оди диагнозата? Кога зборувавме за симптомите, кога треба да се побара лекарска помош, најчесто луѓето кои си имаат камчиња и знаат дека имаат камчиња, малечки камчиња најчесто, измокруваат, не ни доаѓаат не стигнуваат до лекар. Кога треба да се побара лекарска помош? Лекарска помош треба да се побара кога болката не поминува. Едноставно со лекарствата дома пациентот знае како ќе му помине, како ќе го измокри, не поминува. Се јавува гадење, повраќање, не може да внесува доволно течности на уста, се јавува температура, треска. Бидејќи една од компликациите која бара лекарска интервенција после тоа е воспаление. Бидејќи самото камче како камче може да не направи воспаление и да се јави само таа бубрежна колика, камчето ќе се изфрли и поминува. Да, имаме јавување, да. Се извинувам што ќе ве прекинам. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Кое е вашето прашање? Имам интерес за околу камења во бубрег. Се работи за син ми. Добро. Тој е 44 години. Пошто не можеше да се оперира, имаше камен огромен, што не е крслив, не е ромлив. Добро. Со лекарства тамо имаме пробано се и се што, никако да го искара камено. Требаше да се оперира, ама он се лечи хематолошки. Има леокопенија. Добро. Пошто не смеја да го оперират и во Скопје беме на кршење камен, крашиме го, сето тоа, пак снимки правиме, немаше веќе, на Лефио бубрег имаше камен. Значи успејаме сето тоа, а сега после 2 години пак има камења на двата бубрега сега се. И на Лефио и на деснио. Со првиот камен, што беше голем, 7 милиметарски не можам да ви објаснам колку беше, ама голем беше. Значи, кога кажуваа веќе од ора поголем камен, значи веќе беше, можам едноставно вака по моје да... Добро, јас да кажете. Да. Меѓутоа, со тај камен успејаме, али сега на двата бубрега има пак створено камене за во време, за овие 2 години. Сега на двата бубрега пак имате ли конкретно прашање или барате совет? Со првиот камен имаше огромни болки. Добро. А сега повремено му се јавуваат болки. Имате ли конкретно прашање, господи, или совет барате? Некој мислење? Што да направиме? Нешто страшно царе. Дали во доволно? Да направиме. Од што е заболен? Хематолошки се лечи и не можеме да со операции, со оперирање замо тамо, не. Добро. И чак виши со украшењето камен кој требаше да почнеме, хематолошки го спремаа за да оде на кршење. Да, ако имате прашање можете докторки и вие да поставите, да. Создавањето... Благодарам за вашето прашање. Најверојатно постои повеќе фактори, како што спомнавме, кај никого секогаш постојат повеќе фактори за создавање на тие камченца. Бидејќи има состојби во хематологијата и во
други состојби, како што се постоење на миелом, леукемија, каде што постои зголемена разградба на клетките и тој нуклеински материјал излегува од клетките и се создаваат каменчица, особено кога имаме таков зголемен распад во моментите кога се прима терапија, се распаѓаат многу од клетките и тие клетки излачуваат многу материи кои мора да поминат низ бубрегот и се создаваат такви камченца. Големина како орев, рече мајката, Да, меѓутоа тие постојано се создаваат и постојано треба да се интервенира за да се спречи понатамошното нивно влошување, односно влошување на целата. Тоа се многу сложени ситуации каде што треба со урологот да се во постојана корелација со урологот и хематологот да се види што може да се направи кога да се интервенира за тие. Бидејќи ако се остават, некогаш се оставаат. Дали, ако нема инфекција, нема да го оштети можеби бубрегот. Меѓутоа може да се оштети бубрегот и тогаш да се изгуби бубрегот. Да. Уште две јавувања имаме во следниот блок. Добар ден. Добар ден. Добро дојдовте, господине. Кој е вашето прашање? Моето прашање јас се оперисував 94-та година, после 3 месеци ме заболе обата бубрега. Добро. Ако слушате, Ве слушаме, да сте се оперирале? посилно од апојурол. Само тој во Германија и најдов ја и во Аустрија. Добро. Ме разбирате ли? Да, кој е вашето прашање сега? Моето прашање е дека ја 30 години како добив од еден лекар германски таблети 10 добив и за 1.000.000% вела дека се излечивите урол апој. Добро. Дали го разбравте прашањето? Не. Дали сте тука? Молим? Не. Ало? Ало, добар ден. Дали ме слушате? Добар ден уште еднаш. Немаме среќа, би рекол, повторно јавете се и поставете прашање. Само сакав да ве прашам, бидејќи кога веќе ќе се јави таа силна болка, кога се поголеми камчињата, дијагностички, дали треба дополнителни испитувања и детерминирање или разграничување хируршки или други начини на лекување? Кога ќе се јави таа силна болка, правиме исследувања, значи правиме крвните анализи за да видиме дали има знаци за инфекција, се испитува урината, да видиме дали има тамо промена, бидејќи со болката може да дојде до пореметено излачување на урината, да е тоа испрекинато во капки, мокрење, болно мокрење, печење при мокрење, да има крв во урината, нишки од крв во урината. Бидејќи камчето, ако не е со глатки ивици, ако има такви како боцки, може да го оштети уроепителиумот како што поминува и да оштети некое мало крвно садче и да се јави крв во урината. Така да треба дополнително сега да видиме дали имаме стоп и каде е каменот, ако може. И прв дијагностички метод е ултрасонографијата, ехосонографијата, бидејќи многу лесно, безболно, сега ни е достапно, нема зрачење, релативно ефтина метода. Да. Или ехо, народски Да, кажано, ехо, кој што се да. прави. Да, Ехо уште едно на јавување уринарен имаме тракт. на линија. Добар ден. Добар ден. Добар ден, одлично ве слушаме, поставете го прашањето. Добар ден, јавуваме се од Кочани. Драго ни е што сте со нас. Имам цисти, мислам темата е со камења, имам јас во бубрезите камења. Добро. Во двата бубрега имам по едно каменче, како зрно на црмпипер и зрно на лекичка. Добро. А имам цисти во исто на двата бубрега. И сега докторот што ми прави ехо, ми вика, нели, за да си малку да си внимание обрнам. Да. А имам цисти на двата бубрега, по 10 милиметри са цистите. А одам кај матичната ми вика дека тоа не е страшно, дека да не паничам, мислам, јас си не паничам, нели, него ти имам и удар добиено, имам мокрачата крв ми пронајде најпрво матичната, а она не ми дава ехо, јас чисто си сакав. Ако идов на ехото, докторот ми вика дека значи
каменчињата мируват, дека сето тоа потикнало од цистите. Сега сакаме едно објаснување до докторката дали е тоа стварно нешто така за да си дека треба да се обратам што како Да, благодарам така, за вашиот стало интерес и останете со Фактор здравје, пријатно. Дали оваа состојба на Да. цисти и каменчиња треба да се следи? Да, како што и рекла. Таа состојба треба да се следи во секој случај. Цистите, сме зборувале за цистите. Цистите се нешто што доста често се јавува после 50-та година и најчесто се безазлени. Значи нема место за паника, се следи нивната структура каква е, да не прераснат и да преминат во некаков малигном, карцином на бубрек. Значи тоа е проблемот со цистите и како растат, значи се следи динамиката на нивното растење. Се следи дали има една циста, неколку цисти или пак дали се работи за полицистична бубрежна болест, каде што имаме генетската компонента не е важна и таа адултна полицистична бубрежна болест оди во фамилии. Таа самата болест, адултната полицистична бубрежна болест, оди и со појава на каменчиња. Значи, тие две работи може да одат заедно. Има уште една друга состојба, тој е медуларниот цистичен бубрек, така се нарекува, иако тој не делува на Сунгерест бубрек, но тоа е тубуларна актазија, каде што исто така постојат цисти, се создаваат цисти и мали каменчиња. Треба да се направи добар ултрасонографски ехо преглед за да се види дали станува збор за адултна полицистична бубрежна болест, медуларен сунгерест бубрек, кој и двете состојби може да одат со каменчиња, или пак станува збор за обични цисти и обично создавање на каменчиња, и двете работи се јавуваат кај една иста особа. Да. И пред да го вклучиме последното јавување, да споменеме дека најлошата или најсериозната компликација од камењата во бубрезите, како што спомена докторката, е всушност откажување на работата на едниот или двата бубрези. Добар ден, дали сте на линија во програма сте? Добар ден, дали ме слушате? Ало, добар ден. Добро дојдовте, господине. Поставете го прашањето. Може ли да разговарам директно во емисијата? Да, во програма сте. Поставете го прашањето. Ве молам, јас сум опериран од камен во бубрек 85-та година. Ме оперира професор Георгиев. Добро. Сега имам јас проблем во левиот бубрек, имам камен од 12 мм во долните чашки. Добро. Дали може тој камен да се крши со ултразвук или не може? Друго прашање. Добро. Пилонот во десниот бубрек кај што сум опериран ми е проширен, а исто така снимките ми кажуваат дека и уретрите двата ми се проширени. Дали тоа представува проблем? Благодарам за вашето внимание, интерес и прашање. Останете во одлично здравје. Само кратко ќе ве замолам и со тоа ќе ја завршиме емисијата. Каменот во бубрегот што е во левата страна, во левата чашка, лево во чашките, околу 12 мм. Ако е во мирување и не создава застој на самиот бубрек, не создава застој на урината, на истекувањето на урината и не представува јадро за инфекција, за создавање на чести инфекции, да го оштетат бубрегот, може и да се остави и да не се крши и да се следи само. Но тоа треба добро да се направи проценка и нефролошка и уролошка. Тоа е едната работа. Втората работа е за десниот бубрек и проширениот тој пиелон и каналниот систем, односно уретерот. Затоа што каде што сте тамо оперирани, најверојатно постоела хидронефроза, односно задршка од повисок степен, трет степен што го нарекуваме, која можда и подолго време траел и тој бубрек сега, односно пиелон, е сега проширен и целиот канал. И сам по себе не мора да представува проблем, бидејќи тоа се случило многу одамна, а вие се уште немате тамо никакви тегоби. Треба само редовно следење, дури на 6 до 12 месеци обавезно еднаш годишно да се прави ехо на двата бубрега за да се види каква е состојбата и како работат бубрезите нормално. Да, ви благодарам докторке за учеството, за многуте информации кои што ги презентиравте и покана повторно да ни бидете дел од Фактор здравје. Благодарам Илија, благодарам на гледачите што покажа интерес за оваа тема, затоа што оваа тема е нешто што многу често се јавува и
Сигурно. И интересно да се кажат и многу работи што не ги кажавме, Да, што во не некоја успеавме следна да ги прилика. кажеме. Да, благодарам уште еднаш, ви посакувам секое добро. Доктор на медицински науки Маја Милованчева Поповска беше денешна гостинка во Фактор здравје, таа инаку субспецијалист нефролог и во некоја следна прилика повторно ќе имате можност вие и јас да се дружите со неа. До тогаш ви посакувам добар и успешен ден и поздрав до утре со новото продолжение од Фактор здравје. Пријатно.